палување на куќи, на турците, албанците во Битола, дали не била некоја режија, по моје мнење, да биде етничко чистење на Македонија на два дела, односно на еден поголем дел и еден помал дел. Тука, пошто фалат аргументи, не би навлегувал, чинам дека злонамерници ги пратиле тие млади војници или бранители до Вејце, знаејќи дека целата шара беше под униформа на нашите бранители. Добро, се имаме... Тука мора да се вмешам, немате податоци и не ви замерувам. Значи, групата која што тргна кон Вејце се работеше за патрола. Затоа сум многу добро информиран, тогаш бев командант во посебната единица на полиција. Значи, во една рутинска патрола, токму тој период имавме едно затишје. Повеќе од 2 недели немаше никакви војни действија, немаше ништо. Луѓето затоа и беа невнимателни, затоа и загина. Беа малку поопуштени, бидејќи имавме период на затишје, кога војните действија беа прекинати. Сите од Битола, овде сите од Прилеп. Таква беше структурата на нашите единици. Значи, полицајците беа од Битолската посебна единица, а волците беа од поднивната единица, беа од разни градови. Значи, тие беа на друг принцип. Тоа е случајно. Значи, последните полициски единици функционираа по принцип територијален. Значи, имавме група од Штип, група од Битола. Добро, да не се враќам на тоа. Јас сакам на крај. Бидејќи сега имаме една актуелна ситуација која е контраверзна. Прво, дали да се изедначат во правата? Прво, дали имаат права и бранителите и борците на ОНА? Тоа е една работа. Второ, ми реплицираше господинот генерал директно во ова. Видите како што и сами на почетокот изјавивте дека фактички имаме две единици на две здруженија на ОВК. Имаме дури 8 здруженја на бранителите. Јас мислам тоа да биде едно здружење за сите, подеднако, бидејќи ако ова војна се рачуна како суд и тој суд донесе конечно решење дека Уставот не чини, фактички ние сме биле во право што тој Устав сме го нападнале. И фактички треба да бидеме амнестирани, бидејќи сме... Па сте амнестирани? Не употребив некој поадекватен термин. Значи, фактички, ако успеело нашето залагање дека Уставот е променет, фактички тие што го браниле тој Устав биле криви. Не би навлегле до таа мера, не сме тука меѓународен суд, меѓутоа, кога и веќе се постигнува еден договор, како што е Охридскиот рамковен договор, жртвите се од иста крв. И ми имаме 4 групи на крв. И нашите деца плачат, како што плачат децата на загинатите бранители, и нашите мајки плачат за своите синови. Војната не донесува цвеќе, војната го полива местото со крв. Ние ќе мора да се суочиме и со последиците од војната. Ние мораме заеднички да сожалуваме за тоа што не успееле нашите политичари благовремено да го да действуваат, да не доаѓа, дури да ги мотивират повеќе кој што ќе војува да го наградат во генерал, или тоа што не сум господинот, чувствувам дека е професионален официр, му завидувам на неговата убеденост и храброст, така треба да бидат. Меѓутоа, реков, пак го бранам тоа, дека Уставот не ќе го сакам док Македонија не биде без граници во Европската унија. Кои се стојности? И тој господин да биде генерал на НАТО војската во мировните мисии.
Значи, во контекст на ова прашање, јас ке кажам, работам конкретно со децата на загинатите бранители од 2001 година наваму. Минатата година за прв пат го доделив орденот за носители на мирот на децата на загинатите припадници на безбедносните сили. Јас лично го доделив, тоа и медиумски беше презентирано. И поставив едни координати за да воспоставам контакт, значи со децата на ресоциализација. Работам постојано, не се криминалци, и експертизи од толеранција и ненасилна комуникација. Имавме земски камп Крушино и тоа беше медиумски проследено. Зборувам за децата на загинатите бранители. И постојано во текот на годината има посебна програма за тие деца. Се обидов да разговарам со господинот Фазли Велио, меѓутоа не добив никаква повратна информација за комуникација. За заеднички камп? За заеднички, првен да се воспостави комуникација, па на тамошни текови. Сакам да констатирам едно, дека овие луѓе тука, ја не ги познавам, меѓутоа од оно што го изјавуваат, навистина се добронамерни. Но идеолозите денеска имат многу поголеми социјални права него и припадниците на безбедносните сили, бидејќи и самите тие учествуваат и земат 60.000 денари во работата на законодавниот дом или претходно во власт. И обратно. Значи, тие работи народот мора да ги надмине и мора да ја земе во предвид кохерентноста на постоењето на македонската држава. Треба да ја сакаме Република Македонија и треба да се свати дека демократските вредности, демократските постави на оваа држава после рамковниот договор гарантираат социјални права на сите граѓани. Е банално ако едната страна биде иземена, а другата има права. За жал, можам да го коментирам и законот што го имаат припадниците на безбедносните сили, кој де факто уредува многу принципи, меѓутоа де јуре, јас и денес се борам за некои од децата, дали за стипендија, дали дури некои банални проблеми за сместување во студентски дом и така натаму, што државата некако го изгуби слухот по однос на ова проблема. Поштовани гледачи, за жал не можеме да одговориме на сите прашања, но ако ништо друго, барем ќе се обидеме да ги доставиме до јавноста. Ќе ви одговарам? Не. Може ли да ти одговарам на тоа? Да? Да. Сегашниот устав А што зборуваме, вие не сакате, минат. ние за тоа што се боривме за УЧК, сакате уште да работиме за тоа, нели? Јас имам едноставно прашање на крајот од емисијата, многу едноставно. 6 години понатаму, ве молам, благодарам. 6 години потоа. 6 години потоа. После се што е направено. Дали крајната цел може да биде повторно пушка наспроти пушка, куршум наспроти куршум? Моето залагање, јас овој одговор ќе го дам. Моето залагање од војна 2001 до сега е да се смират работите и затоа е нашата организација за да ги рехабилитира тие што беа учесници на војна, тие деца што останаа без родители, да се згрижиме за нив док почне држава да се грижи. Ќе се грижиме до крај, работиме на тоа. Јас лично бев прв човек кој работев на враќање на пилот планот на полицијата во општина Липково. Цело време се додека беше инсталирана полицијата. Момент само, не паѓате. Цело време се ангажирав како советник за безбедност на општина Липково, да сварам мир во општина Липково и да враќам живот во нормален живот. Сега мене опште не да каже некој дека сум станал, сум кажал дека за овој повреден што е бил, сум нешто против он да добива право. Јас сум затоа да сите тие сирачиња, тие што погинале, тие погинале. Отишле, бил терорист, не бил, тие отишле. Ние бараме за нивните деца. Што е крив детето што останал без татко, да остане сега без леп? Сега, значи, ние тоа негативна мотивација му даваме на тоа дете, за он погинал му татко и да се убеди дека, значи, неговиот татко имал право што се борил, сега ќе се борам јас. Значи, пак ние после неколку години, пак од тие деца ние да формираме УЧК и да го нападнеме држава. Вие сите ги знаете по име презиме наши. Ве молам. Добро, имате намера сега, ја не се... Јас не мислам така како што вие мислите да се вратите назад. Ве молам. Ангело. Јас мислам да ги тие работи забравиме више, да почнеме нов живот. А нов живот не се... Вие нашите ги знаете сите по име презиме.
Ние вашите не ги знаеме кои се. Како ги А што е знаеме тоа ние важно вашите толку по многу? име? Што ви мене интересира?